Растојание од точка до права. Нека е дадена равенка на права m во општ облик ax плюс by плюс c еднакво на 0 и една точка m со координати x1 и y1, што не лежи на дадената права. Ако лежи, растојанието ќе биде 0. Да го одредиме растојанието, дистанцата d од точката m до правата m. На цртежот во координатниот систем гледаме права m, која што е оддалечена од координатниот почеток за p и тој сегмент зафаќа со позитивната x-оска агол φ. Тоа значи дека оваа права m од општ облик би можеле да ја претвориме во нормален облик. X по косинусот φ плюс y по синусот φ минус p, кој што е позитивен број секогаш, еднакво на 0. На оваа слика гледаме дека точката M е дадена од спротивна страна на координатниот почеток, односно точката M и точката O, координатниот почеток, се наоѓаат на две различни полурамнини кои што правата M ги формира разделувајќи ја рамнината x со y. Значи би имале два случаја кога точката M и координатниот почеток се на различни страни од правата и кога точката M и точката O се на иста страна од правата. Овдека на цртежот имаме M и O да се на различни страни од правата. Со D да го означиме растојанието од правата M1, која што е паралелна со правата M и минува низ дадената точка M. Растојанието на точката M, значи растојанието на точката M до правата M, рековме да го обележиме со D. Дали би можеле да ја напишеме и правата M1 во нормален облик? Правата M1 во нормален облик ќе биде x по косинусот φ, бидејќи аголот останува ист, плюс y по синус од φ, минус, сега растојанието од правата M1 до координатниот почеток не е P, туку е P плюс D. Па во заграда ќе ставиме P плюс D еднакво на 0. Бидејќи точката M со координати x1 и y1 лежи на правата M1, значи точката M со координати x1 и y1 припаѓа на правата M1, тогаш координатите на точката M ќе може да ги замениме и ќе треба да ја задоволат равенката M1, односно x1 по косинусот φ плюс y1 по синусот φ минус P минус D, кога ќе помине на друга страна, ќе биде D. Со ова го добивме растојанието на точката M до правата M, со тоа што правата M ја имаме во нормален облик и во неа наместо x и y се заменети координатите на точката M. Меѓутоа, косинусот φ и синусот φ во претходните предавања, кога зборувавме за нормален вид на равенка на права, рековме дека косинусот φ и синусот φ се всушност
а врз плюс минус корен од а на квадрат плюс б на квадрат, синусот фи е б врз плюс минус корен од а на квадрат плюс б на квадрат, заменувајќи ги косинусот фи и синус фи во равенката, би добиле дека растојанието d ќе биде x1 по а плюс y1 по b плюс c врз плюс минус корен од а на квадрат плюс б на квадрат. Значи овдека треба да кажеме и колку ќе биде P. Значи P ќе биде C врз плюс минус корен од а на квадрат плюс б на квадрат, со тоа што P и C секогаш имаат, P е секогаш позитивен број, што значи знакот на C, значи P е секогаш позитивен број, бидејќи тој представува растојание од координатен почеток до некоја си права дадена, и C ќе има различен знак со знакот на корен од а на квадрат плюс б на квадрат. Значи, ако долу имаме, ако C е негативно, ќе треба да го земеме овдека знакот плюс. Ако C е позитивно, ќе треба да го земеме овдека знакот минус. На овој начин доаѓаме до формулата за растојание D од точка M до правата M, кога точката M и координатниот почеток се наоѓаат на две различни страни, односно се спротивно распределени од правата M. Аналогно, може да го продискутираме случајот кога точката M би била на иста страна со координатниот почеток од правата P, значи во истата полурамнина, и тогаш со аналогни пресметки би добиле формула за растојание помеѓу точката M и правата M, со тоа што веднаш ќе кажеме дека растојанието е секогаш позитивен број и за да не добиваме позитивни и негативни резултати во пресметките на растојанието од точка до права, може да кажеме дека растојанието на точката M до правата M ќе биде еднакво на апсолутна вредност, доле плюс минус апсолутната вредност ќе го претвори во плюс, ќе остане корен од а на квадрат плюс б на квадрат, а горе ќе имаме апсолутна вредност од ax1 плюс by1 плюс c. Оваа формула, општата формула со која што може да се пресмета растојание од точка дадена M со координати x1 и y1 до дадена права M. Значи, пресметката и формулата би одела многу едноставно, на тој начин што во дадената права само наместо x и y треба да ги замениме координатите на точката M со апсолутна вредност да го пресметаме коренот и го добиваме растојанието како позитивен број. Значи, ова растојание е поголемо или еднакво на нула. Доколку не ставиме апсолутна вредност и употребуваме формулата што предмалку ја докажавме, оваа формула вака ќе може да ни послужи, доколку значи D ќе биде поголемо или еднакво на нула, ако е еднакво на нула, точката M ќе лежи на самата права, но доколку имаме значи поголемо од нула, овдека резултат, тоа ќе каже дека, односно со таа формула ќе може да определиме дали точката M и координатниот почеток се на иста страна од правата. Доколку точката M и координатниот почеток се на различна страна, ја користиме оваа формула. Односно, ова ако го користиме, ако добиеме со тоа што C и овој знак ќе бидат спротивни и добиеме позитивен број, значи може и да заклучиме дека точката M е на спротивна страна од координатниот почеток. Но доколку точката M и точката O се на иста страна од правата, односно во истата полурамнина, тогаш ќе го добиеме D
негативен број, и ако добиеме D негативен број, тогаш доказот е дека точките O и M се на иста полурамнина, а доколку добиеме со оваа формула позитивен број, тогаш точките M и O се на две полурамнини, односно на спротивните страни од правата